Здраво и добре дојде во Wellcast with Јосиф, епизода број 8, поддржани од Феникс домовите за стари лица. Денеска гостин е специјалист по интерна медицина, доктор Александар Манолев, ама си направивме одличен муабет. Зборуваме за метаболен синдром, за сите оние денешни сијалички кои што многу од нас некако ги гледаат на крвна слика, ама можеби и ги занемаруваат, као триглицериди, холестерол, потоа замастен црн дроб, сите можеби појави кои што можат да се третираат преку животен стил, и докторот многу добро објаснуваше зошто се појавуваат, како да се третираат, во зависност од тоа во која фаза сте можеби стигнати и така натаму, и верувам дека ќе добиете огромна вредност и барем за 5% ќе кренеме можеби свеста или мотивацијата да превенирате, а не да можеби перете гревови со суплементи или да чекате да се случи можеби посериозна појава за да реагирате. Така да уживајте, оставајте коментари или прашања на мрежите на кои што не следите, а тоа се YouTube, тоа се Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Facebook, така да слободно избери си на која платформа тоа ќе го правиш и уживај во денешниот разговор. Докторе, фала ви на прифатената покана и на експедитивноста за тоа што се слушнавме, што е ова, добро за што ќе збориме, се договоривме што ќе збориме и се договоривме кој датум да биде и тоа беше многу едноставно и ме радува фактот што е така, затоа што тоа некако барем мене ми е показател дека можеби сте ослободени од тоа его и дека треба луѓе да да ме молат, туку напротив сакате да бидете присутни, да дадете информации, да допринесете. Така да уште еднаш ви се заблагодарувам за тоа што денеска ќе имаме можност да си поразговараме. И за почеток јас, за да го отворам овој разговор, би сакал да сами си споделите пред заедницата и публиката која што ќе го гледа ова, ќе има многу луѓе кои што првпат ќе се сретнат со вас. Кој е доктор Александар Манолев и што прави во која е неговата мисија и што вие правите секојдневно со луѓето со кои што работите? Благодарам за поканата, ми е чест и задоволство. Имав прилика да ги видам твоите подкасти од претходно и навистина ми се допаднаа, бидејќи се доста лавави. И излегуваме таа комфортна зона на премногу професионален мод, кога снимаме емисии и така натака, и се осеќам многу комотно, Фала. По специјално сум интерниста, работам веќе без малку до 13 години, претходно работев во матичен лекар 8 години, значи веќе 20 години како лекар работам. Значи би рекол еден полувек, кој што ми е доминантно посветен на она што е најчеста фреквенција, во лекарската пракса. Тоа се кардиоваскуларни заболувања, метаболни заболувања, понатака заболувањата кои што се во доменот на интерната медицина и поврзани со раната дијагностика и превенција. Тука влегува ултразвукот во дијагностиката, дијагностиката на болестите, пратење на пациенти со интернистичка патологија, и нивна тријажа, во една поширока смисла. Фокусот ми е доста на она што најмногу не оптеретува секојдневно, а тоа се метаболните заболувања, кардиоваскуларните заболувања. Ќе го спомнам тука масниот црн дроб од алкохолно потекло, кој што е многу често во нашата пракса. Доменот ми е тироидната жлезда, тироидна патологија со биопсија, неинвазивни техники, како што е еластографијата во проценка на промени кај црниот дроб, кај тироидното ткиво. Го работам доменот на васкуларната неинвазивна ангиологија, значи дијагностика со доплер на заболувања во артерискиот систем, дивно степенување, рана превенција, употреба на лековите, полифармацијата. Го работам делот на вонхоспиталниот венски тромбемболизам или длабоката венска тромбоза и тромбофлебитот, преку дијагностиката, пратење на пациенти кои што се можат во амбулански услови, и нивна понатамошна тријажа, према повисоките инстанци. Широк опус на интерна медицина и многу веројатно најтешкиот дел кој што многумина и избегнуваат да го работат во мојата бранша, тоа се така наречените мултидисциплинарни пациенти или пациенти кои што имаат
повеќе заболувања, со голем пул на лекарства, каде што навистина во одредено време од животниот век, поготово во оние позни години, кога луѓето 75 година работите излегуваат од комфортната зона на медицината и каде што организмот нели веќе ја губи онаа флексибилна моќ, па тогаш лекарот навистина мора да има искуство и знаење и еден сенс повеќе, нели, за да знае што треба да искоригира, како и така натака. Супер, неколку зборови, доста кажам. Точно. Меѓутоа реално тоа ми е опусот на работа, нели, кој што во работа на позадина. Супер. Докторе, вака, ја би почнал малку и хронолошки. Ако гледаме најголемиот развој во медицината и науката се случува можеби во последниве 100 години. И технолошки гледано и нормално, па и од аспект на тоа дека има голем инпут на луѓе доктори кои што на вистина се едуцирале, се инволвирале, допринеле и така натаму. И ако гледаме хронолошки, медицината стварно придонела за да си го зголемиме животниот век. Почнувајќи, не знам, од вакцини, од диагностика, од терапии, антибиотици и така натаму, кои што денеска некако имаме чувство, особено тоа пандемијава ни го донесе, ги донесе на површина тие можеби некои слабости, да понекогаш луѓето можеби сите тие бенефити кои што медицината ги донесе, како терапии, како лекарства и така натаму, се злоупотребуваат, па дури и хистерично се употребуваат и од суплементи, и од антибиотици и така натаму. И колку прашањето мене конкретно тука ми е малку поопширно да кажам, односно дали постои некоја граница до каде луѓето треба да се потпираат на исклучиво на терапија, односно оној менталитет и живење, живеам ден за ден и правам што сакам и како сакам до моментот доека не ескалираат работите, па после можам да се потпрам на терапија. Дали тоа и да треба да има лекарот, нели? Да, и дали можеби од другата страна па превенцијата исто може да биде проблематична во однос на тоа дека правам што сакам, ама се суплементирам за да си ги перам гревовите и многу тоа го гледавме у пандемијата. Се користеа премногу суплементи за перење на гревови за да не се разболам, се користеа премногу антибиотици и различни лекарства. Уште повеќе сте запознати. Пандорината кутија во позадина ја отвараме. Ако е тоа прашањето, нели, те прекинав, ќе ме извиниш. Го разбрав. Да, го разбрав прашањето. Сега тука допревме повеќе работи. Прво ги допираме, да кажем, двете битни категории на пациенти, оние кои што се во превентивен мод, ран, каде што немаме болести и се превенираме, нели? И ги допираме оние пациенти кои што веќе се лекуваат, имаат постоечки заболувања. Ковидот ќе го трнам на страна од овие две групи на да кажам, на пациенти во позадина, односно граѓани. Од причина што пандемијата е нешто што излегува од нормалната рамка на медицината до овој момент. Зошто го кажувам тоа? Бидејќи прво е нова состојба, нова болест и реално медицината во првите 6 до 12 месеци немаше многу информација да се постави. Се сложувам со тебе дека се направи обид да преку таа суплементација се направи поголема превенција према болеста. Бидејќи ние работевме многу активно со ковид пациенти, одговорно ќе можам да кажам дека малку видов од бенефитот на таа суплементација, истото се однесува и за антибиотиката. И тоа го држам тој став. И покрај тоа што морам да кажам дека антибиотиците си има свое место кај една група на пациенти кои што беа потешко болни, поготово оние кои што се ги лекувавме амбулански и дома со пневмонија. Нели? И тука излегуваме од комфортната зона на тоа дека не треба антибиотска терапија, напротив, тоа беше група на пациенти кои што беа со тешка клиничка слика, кои што беа гранични за хоспитализација. Знаеме дека во тие услови хоспиталниот дел имаше моменти кога немаше реално доволно место, така да во таа приказна добар дел од пациентите ги стетиравме дома, нели? И тука завршуваме со ковидот, само во насока на тоа каде беше суплементацијата и антибиотската терапија, нели? Кога станува збор за превенцијата од аспект на лекови и што треба да направиме плюс во животниот стил, се нели она што треба да се искоординира. Сега тука треба да се постави прашањето каде е лекарот во таа приказна. Нели, бидејќи кога сме ние здрави, нели кога сме добри, реално не осеќаме ништо. И сега ти сме вака во помладата популација, веќе ќе дојдам до твоите години, нели си малку помлад од мене, меѓутоа да речеме дека осеќаме здрави.
и дека во овој момент ние немаме потреба од лекар. Немаме покачен притисок, лабораторија прави еднаш годишно, добри параметри, нели, меѓутоа во позадина битно е што земаме од храна, колку сме физички активни, што ни е профилот на работата, нели, каде живееме и така натаму. И тоа се работи кои што во позадина допринесуваат да таа здравствена состојба, нели, има одреден тек. Ако лицето смета дека треба да биде здраво, тоа може да зема и самата суплементација, тоа не е проблем. Што од суплементација? Она што сметаме дека треба да биде добро за имунитет и да кореспондира со нашиот животен стил. Во која насока? Ако сум физички активен, ќе користам магнезиум, можеби имам спортски активности од поголем обем, можам да земам цинк во суплементација ако сакам да појачам имунитет, или имам некој лесно замастен синдром, па сум во ситуација каде што сакам да го намалам тоа замастување, нели. Можам да вклучувам во суплементацијата, да речеме, L-карнитин, кој што исто така е добра за мускулатурата, нели, во мотна физичка активност и така натака, да не набројувам, нели. Тука влегува селенот, можеби ќе одредена група на пациенти кои што имаат, да речеме, Хашимото тиреоидитис, каде што тој може да ги намали тој титер на антитела, нели, да допринесе до намалување на нека симптоматологија, меѓутоа ништо тоа финално нема да во финална смисла нема да направи преголемо поместување на здравствената состојба. Но ако лицето го зема тоа во континуитет и го негува животниот стил, односно неговото здравје, ќе има бенефиција. И во насоките никаде не се поставува концепт каде што да суплементацијата комплетно ќе го реши проблемот. Суплемент значи додаток. Додаток кон животните навики, додаток кон постоечката терапија во нашето здравје, ако е пример на превенција, и имаме ние суплементација ки пациенти кои што имале срцев удар и мозочен и даваме суплементација повторно, зашто бидејќи знаеме дека таму имаме бенефит. Да не зборувам тука се оние додатоци кои што се добри за крвните садови, за срцето, нели, да не ги набројувам сега сите и така натака. Значи со еден збор треба да се направи добра проценка во која категорија влегува пациентот во превенцијата, дали е рана превенција, примерно каде што немаме заболувања, па имаме заболувања во смисла метаболен синдром, кој што е пратен со покачен крвен притисок, рана форма на дијабетес во склоп на тој метаболен синдром, нели, обезитет, односно покачена телесна тежина во склоп на тој метаболен синдром, па да, ние правиме рана превенција, па имаме навлегување на дијабетес, покачен крвен притисок, веќе почетни промени во крвните садови и веќе тука влегуваме во многу повисок мод на превенција, од и таа група на пациенти се веќе со, да кажеме, со средна и према тешка, значи викаме здравствена состојба, и таму веќе лековите се мандаторни плюс суплементацијата. Влијае полот, влијае возраста, влијае генетиката, дали имате во генетиката рана појава на васкуларен инцидент, срцев удар или мозочен, татко, мајка, брат или сестра, па тоа лекарот ќе му диригира понатака дали тој пациент ќе го прати побудно, дали покачените маслодеи ќе се третираат одма со лекови или ќе оставиме простор, нели, дали во склоп на таа состојба имаме и притисок, и покачени масноти, метаболен синдром кој што е комплетно развиен, нели, и така натака, замастен синдром, нели. Со еден збор не може да се одлучиме со еден темплейт ова ќе работиме, и затоа постои во медицината, поготово ке нас интернетна медицина, така наречен индивидуален пристап према пациентот, каде што сум јас фокусиран, каде што секој пациент е приказна сам за себе. Да, затоа што и па и некако луѓето, знаеш, суплементацијата особено баш ја користат како темплейт, слушаат, нели, ќе видат реклама или некаков надпис дека ова помага за имунитет и сега и вози. И пи го и од сабајле рака суплементи ќе се напијам за подоцну денот, тука да можеби јадам нешто што сакам, што не сакам, што не, сам шаблон кој што често. Само ќе се доврзам во поглед на тоа што слушаме на медиумите. Докажано е веќе и во медицината и во науката се зборува многу повеќе за тоа дека имаме голем број на информации кои што и не се подкрепени научно, стручно и не се издржани. Апсолутно. И затоа е многу битно да го пратиме изворот од каде ги црпиме податоците. Значи, едно е да гостува лекар кај вас во емисија и да ви даде срочени податоци, кои што ќе се битни за граѓаните, за вашиот аудиториум, а друго е да прочитаме некоја вест на било која социјална мрежа, било што да е, социјална мрежа, портал, не навлегувам, каде што ќе се селектираат информации кои што воопшто не се подковани. Ќе ви кажам еден податок, тој е интересно да се чуе и за граѓаните и за слушателите, се извинувам. Пред 40 на години, тоа и медицината си го призна како грешка, излегува почетни студии дека покачениот холестерол од храната, од месото
и сите месни продукти допринесуваат до зголемени срцеви удари и мозочни удари. И тогаш излегоа 4-5 студии, зборам тоа се досни 70-ти, почетокот на 80-ти, тогаш се направи на стратегија, каде што се послучи дека убива холестеролот од месото и дека сега ќе се преориентираме кон јаглехидрати, нели? И ќе направиме нов концепт на живење. Бумерангот на таквата поставеност во медицината доведе до метаболен синдром. Зошто? Бидејќи ние не дефиниравме што се јаглехидрати. И од каде доаѓаат? Влегувате во еден огромен маркет, имате 30 рафта. Од 30 рафта за храна, зборувам за прехрана, или 20 нека бидат, 70% се јаглехидрати. Ама какви? Ама какви? Нели? И сега, тоа еден конгрес пред 4 години баш во Лисабон се коментираше, еден светски врвен епидемиолог од Канада, по потекло од Индија, тоа јавно го каже како обелодената студија ретроспективна, нели, го кажа заклучокот дека медицината е направила најголемата грешка преку тие студии кои што во принцип не биле издржани, а негативниот ефект према човештвото и према граѓанството во светот е неповратно сменет во неговиот диетален тек, за да на крајот ние сега се справуваме со, да кажеме, една тивка пандемија на метаболниот синдром, нели, кој што за жал многу тешко се контролира. И сега ние денеска разговараме токму заради тоа, за да пробаме делот тој тек да го насочиме правилно, за да граѓаните знаат што е тоа што навистина им треба во морето на информации, во морето на суплементи и така натака. Докторе, спомнавте пред малку лесна замастеност, што е на црн дроб, што е една од можеби сијаличките веќе аларми дека нешто се случува погрешно, во погрешна насока во организмот, иако пропратно постојат и други сијалички. И го спомнавте и метаболниот синдром. Што значи метаболен синдром и кои се фактори и еве сијалички по кои што човек може да препознае дека можеби е тргнат во погрешна насока и треба да реагира пред да можеби биде неповратен процес? Тоа е комплексно прашање да го дефинирам. Да, еве у нај не знам. Во поглед на степенувањето, така почна прашањето, нели, лесно замастен синдром, Да. ние во медицината имаме генерално 3 нивоа, нели? 1, 2, 3, low, mid to high, или ниско, средно и високо замастен црн дроб. Тоа е првата фаза од процесот на промена на црниот дроб. После тоа е наречена стеатоза или замастување, па доаѓа стеатофиброза после тоа, која што стеатофиброза е измеѓу процес на замастен и на цироза, и на крај доаѓа цироза и во најлошот сценарио доаѓа карцином на црниот дроб од неалкохолно потекло. Зборам за метаболен масен црн дроб, нели? И ние кога се работи ултразвук, нели, на црниот дроб, ние барем јас го степенувам, имаме скалело по параметри по кои што тоа го работиме, кога ќе дојдеме до она трето скалело или највисокото ниво на замастување, тогаш ние вклучуваме еластографија, тоа ние го работиме кај нас во интерната медицина во поликлиниката, каде што правиме степенување, дали преминуваме од стеатоза во стеатофиброза, кој што веќе е неповратен процес, и даваме насока околу тоа кои лекови како, нели? Тоа е фактички дистинкцијата дали одиме со многу повеќе форсирање диетални навики или одиме диетални навики и лекови. Тука некаде е таа граница. Што допринесува до метаболниот масен црн дроб се повеќе фактори, како да го препознаете, нели? Прво, ако сте индивидуа која што нема физичка активност или по цел ден само седи, конзумира храна што е богата со шеќери, нели? Храна богата со масти од, да речеме, заситено потекло, тогаш најверојатно, и ако имате поголема тежина, најверојатно ќе треба да се запрашате дали имате масен црн дроб. Други параметри кои што исто така можат да бидат битни во проценката, дали има замастување, се лабораториските параметри на нивото на шеќер и на масноти. Интересно е што, например, по еден липиден профил, значи по еден на оние параметри. Значи не е само фактор ултразвук да правиме за да видиме дали имаш метаболен синдром. Неколку сијалички така е, светат. значи имаме повеќе параметри кои што заеднички го степенуваат замастувањето. Ако еве во клиничката смисла кажеме дека прво ни е да кажеме дебелината или зголемената тежина еден параметар, второ може да биде и појава на крвен притисок. Нели?
Не е чест, меѓутоа е еден од симптомите на метаболен синдром. Правите лабораторија и имате повисоко ниво на гликемија, нели над 5,6 милимоли на литар, 6,7 веќе навестува можеби дека сте во предиабетес. И ако сега вие во масниот профил добиете, еве, да немате да речеме покачени ниво на гликемија, доволно е само во липидниот профил да имате да речеме зголемени триглицериди и низок HDL или така наречен добар холестерол, веќе јас знам во старт дека кај тој пациент се случува нешто со црниот дроб. Зошто? Бидејќи кога ќе имате зголемена тежина, масното ткиво има друга редефиниција. Се вика sick fat во англиска терминологија или ние го викаме патолошки масно ткиво. А зошто тоа го носи тој назив? Бидејќи таа група на пациенти, самото масно ткиво, почнува да го менува профилот на липидите, нели, кои што се патолошки, и во тој циклус ендоген или внатрешен циклус на масноти комплетно завзема патолошка каскада, каде што лошиот холестерол не се чисти, односно е променет и циркулира во организмот, заедно со неговите транспортери. Триглицеридите се во зголемено ниво, бидејќи организмот во насточна оска црн дроб масно ткиво не може да метаболираат правилно, бидејќи црниот дроб е замастен, како и масното ткиво што е зголемено. И на крајот вие имате непотребно елиминирање на лошиот холестерол, односно на добриот холестерол, кој што мора да биде во повисоко ниво, и на крајот добивате негативно дејство на низок добар холестерол и висок лош холестерол. На тоа ги ставиме триглицеридите кои што се сегогаш покачени, тогаш ви имате еден многу лош липиден профил. И кај таа група на пациенти, она што не е добро, а се линкува со имунолошкиот одговор, е фактот дека тоа масно ткиво меѓу другото продуцира и така наречени липокини и цитокини, кои што прават проинфламација преку цревата во црниот дроб. Се смета дека за ковид пациентите кои што меѓу другото за жал завршува и летално и со тешки компликации, а беа поврзани со дебелината и обезноста, нели, со оној body mass index над 30, нели, така натака, всушност се жртви токму на една цитокинска бура, за која што во позадина се смета дека можеби токму ваквата проинфламација од тоа масно ткиво допринесуваше заедно со вирусот да прави, нели, еден непожелен имунолошки одговор. Тоа се лабораториските параметри, ултрасвучните параметри и клиничката слика. Значи, еден заклучок дека можеби најпрвата сијаличка и знак дека работите ќе тргнат во погрешна насока и најверојатно ќе се доживее тој метаболен синдром е вишокот на килажа. Апсолутно се сложувам, да, апсолутно. И фактот дека немате физичка активност и седите дома. А дали се случува кај луѓе кои што немаат вишок на килажа, едноставно така, кај некои луѓе ќе речеме генетика, тоа е тоа. Невежба, ништо посебно не се храни квалитетно. Дали кај таквиот профил на луѓе може да се појават лоши параметри и метаболен синдром? Метаболен синдром е тешко да се сретне кај таквата група на пациенти, бидејќи кај таа група на пациенти од 5 фактори кои што го исполнуваат критериумот, прво ја немате дебелината или обезноста, Добро. што го исклучуваме. Таму ретко се качуваат триглицеридите, како, нели, втор битен фактор, и ретко имаат покачен крвен притисок. Ако имаат покачен крвен притисок, секогаш одат со покачен LDL, но другите 3 параметри не се присутни. Yes. Кај групата на пациенти кои што, односно на граѓани, или кои што имаат, кои што немаат тежина, а ќе пројават покачени масноти, таму обично се среќаваме така наречена состојба на хиперхолестеролемија, каде што е покачен вкупниот холестерол и LDL-от. А имате добри параметри на триглицериди и на HDL, нели? И тоа е генетски условено, тоа се така наречени полиморфни генетски мутации. Повеќе се наброи, настануваат од X причина, обично ги имаме во едно колено претходно. И кај таа група на пациенти, животниот стил не може да влијае на тие покачени масноти. Но за жал покачениот холестерол... И како би живееле тие луѓе? Тоа е оној предизвик кога го имаме кај таквите пациенти, нели? Дали покачениот LDL холестерол пропратно со другите параметри кои што би допринеле до повреда на крвниот сад, ќе испровоцираат рана артериосклероза,
тука ви влегува и пушењето меѓу другата како ризик фактор, нели? И ќе спровоцираат ран васкуларен инцидент. Кај таа група на пациенти сметам дека е присутна генетиката, да се знае, да се има предвид дали во коленото имаат ран срцев или мозочен удар, нели, под 55-60 година за маж, жена. И ако имате податок, например, дека имал брат кој што починал во рана возраст, мајка или татко, тогаш да, тука треба да се работи со едно око и уво, малце повнимателно кај тој пациент. И ако кај тој пациент, например, еве докторски да речеме, покажеме дека имаме повреда на крвниот сад со веќе формирани, нели, атероматозни промени, плаки и така натака, тогаш тоа се група на пациенти не се многу наброи, но се кандидати за терапија со статини, бидејќи статинот погледате што го решава проблемот со маснотиите, има директно влијание на самата плака што се создава, ја стопира, дури кај некои пациенти ние викаме прави реверзибилност, односно ја намалува големината. И тие пациенти во голема мерка се превенирани во кардиоваскуларна смисла, се разбира медицината никогаш не работи во апсолутна бројка, да се разбереме, но како лекари сме го завршиле она што можеме, нели? Во поглед на тежината, уште еден битен податок, кога станува збор за масниот црн дроб, постои состојба на така наречени на група на пациенти кои што имаат замастен црн дроб кај lean individuals или кај слаби индивидуи, каде што најверојатно генетски е условено и тука она што многу фаворизира се благите напитоци, Кока-кола, се што е газирано, да не ги набројувам сега, Фанта, Спрайт, нели, сите благи сокови, за кои што се смета дека има и големина внес на фастфуд. И кај таа група на граѓани може да се фаворизира, за жал, замастување и има во литературата случаи кои што многу брзо довела и до цироза. Не се знаат причините, морам да ви кажам отворено, да не бидам брутален во исказот дека нели тоа е за сите како темплейт. Постојат случаи, сметам дека тука медицината не е докажана. Но она што сакам да го кажам е дека во насока на диеталниот режим, нели, треба да се внимава во внесот на блага храна, нели, фастфуд и така натака, бидејќи преголемиот внес може да доведе до промена. Јасно. Пред да некој, нели, се појави, обично луѓето немаме толку можеби навика да правиме интернистички преглед со ехо и така натаму, но можеби имаме повеќе навика за преглед на крвна слика, нели, некои основни параметри и тука најчесто, нели, триглицеридите ќе испливаат на површина, холестеролот ќе се покажат бројките, гликемија и така натаму и некои луѓе ќе ги видат можеби првите аларми. Сега ме интересира кои се најголемите фактори, да речеме, јас имам познаници и пријатели кои што немаат, нели, не се обезни луѓе, се можеби со 5 кила вишок до 10 некаде, но кои се најголемите причинители за да се покачат во смисла од животен стил аспект гледано, не од генетика, не од можеби, нели, можеби предизвикано од терапија што се користела за третирање на некоја друга состојба, пошто и тоа може би да биде, нели, некој side ефект, туку зборуваме за животен стил. И конкретно мене прашањето ми е дали повеќе влијание има, да речеме, консумирањето на многу калории, дали има консумирање на доволно калории, но од погрешни извори, или немањето физичка активност. Каде тие три работи, по кое е најголем предизвикувач, можеби, дали постои? Студиски е докажано дека во промената на сите три фактори што ми ги спомна, има одлична промена во метаболниот синдром, ама ако се спроведат. И тоа студиски е докажано така. Значи, првото прашање што ми го постави беше каде е зголемениот калориски внес. Апсолутно дека е првиот проблем. Каде го гледаме тоа? Дали подпрашање, дали јадам здраво, ама плюс 1000 калории, дали тоа може да биде проблем? Тоа сега да ти го кажам со пример. Значи, јас многу пати на пациенти им кажам, сметам дека имате поголем калориски внес, него ли тоа што го трошите? И тие ќе кажат, ама јас не јадам многу. Јас им викам во ред, седнете 7 дена запишувате што внесувате од храна. И денеска пијам чај, кафе, толку шекер. И кога ќе се присмета калорискиот внес и што тие работеле во текот на тие 7 дена, да, тие не внесле можеби преголем калориски внес, но калорискиот внес за сметка на потрошувачката е поголем. Ви имате представа дека не јадете, што е стварно така. Но вие и не трошите, значи третото твое прашање, каде е тежината, односно немањето физичка активност, е фактички поврзано со првото.
Значи вие ако еве да речеме протечно јас треба да внесам дневно, не знам, 1800 килокалории, јас ќе внесам 2200, ти ќе ми кажеш не е ништо 300 килокалории. Да, не е ништо, ама јас ако не сум потрошил денеска, сум имал нула физичка активност, само на базален метаболизам сум бил, тоа за мене е повеќе него што треба. Нели? И фактички тука е линкот колку хиперкалорискиот или прекомерно зголемениот внес влијае нели на појавата на метаболниот синдром. Второто и најбитно прашање што ми го постави е квалитетот и видот на изборот на храна. И апсолутно, тоа е докажано кај мастниот синдром, дека пациенти кои што правеле само промена во видот на храна, а не го намалеле калорискиот внес, имале намалување на замастувањето. Што директно корелира со фактот дека дека внесот на храна богата со јаглехидрати од типот на сокови, се што е процесиран шеќер, да не набројувам, употреба на палминото масло кој што веќе во Европа се забрани, сувместната храна или така натака, која ќе се извади од исхраната, зборам студиски, пациенти пратени цела година, дури имаме студии по 5 години ги имаат пратено, доаѓа до 35% регресија, односно намалување на степенот на замастување. Друг битен параметар за тоа колку е битен видот на и типот на храната, за оној епидемиолог што ви останав од Канада, тама е направена една огромна студија на деца во школска возраст во рурална средина, односно селска и градска средина. И децата што живеат во селската средина, значи зборувам за деца во возраст до 14 години, имаат далеку помал процент на дебелина, што директно кореспондира и со замастениот синдром, за сметка децата кои што живеат во град, зашто бидејќи децата во градот на квадратна површина имаат многу поголема достапност на маркети за фаст фуд и за благи напитоци. Што директно го дава и одговорот на твоето прашање, каде е видот на храна во целата приказка, значи кога треба да го заокружиме директното влијание на храната, тоаш дефинитивно првото нешто кое што секој треба да го направи е да го смени видот на храна. Што подразбира тоа? Не толку калориите, колку изворот на калории. Па видете, знаете како метаболниот синдром има своја меморија. Клетките има своја меморија. Има студиски е докажано, например, старци се одгледувани паралелно со шеќер и со кокаин, со хероин, и со месеци. И после тоа ги пуштаат од кафезот, им ставаат во еден тањер хероин, во другиот ставаат шеќер. Сторицата дека шеќерот. Зошто? Бидејќи глукозната зависност е генетски детерминирана. Нагодност за преживување е директно линкуван со глата која што зависи од шеќерот. Значи меморискиот потенцијал е огромен. И сега вие да речеме, еве, јас имам 45 години, ќе земам за пример, 20 години внесувам, да речеме, секој ден јаглехидрати во вредност од, не знам, 800 килокалории. Колку вие ќе успеете лесно да ми го смените мене метаболизмот? Не е лесно. Не викам дека не може, меѓутоа треба да се пристапи многу правилно. Најголемиот неуспех кога луѓето влегуваат мотивирани во првиот чекор, радикално не јадам, ентузијастички. И јас ако нешто не сакам, тоа е токму тоа бидејќи одма не се случува после 3 до 6 месеци ребаунд феномен или феномен на повторно враќање на тежината, меѓутоа сите тие пациенти враќаат и 10 до 15% над онаа тежина која што им била почетна за да ја намалат. И на крајот тогаш е уште потешко да влијаете кај тие пациенти. И затоа спорото намалување на тежината или би рекол поправилно е побавно менување на навики. Така е, промената во диеталниот режим преку поспорт циклус, дека вие не можете дека секоја возраст да делувате исто. Кај дечко на 20 години, девојка на 25 години се ви е лесно. Ама на 45 меморијата си работи, тука е зависноста. Да. А многу луѓе ова не го знаат, али ајде се надам доволен број ќе го слушнат и да ги мотивираме. Ќе се освестат. Кога зборуваме за конкретно и за храната, алкохолот е некако составен дел од живењето. Мислам, ја го неам исфрлено и вино и пиво, особено у потопли месеци, сакаме да се напиеме. Каде е границата во смисла кога алкохолот станува проблематичен и кои типови на алкохоли се проблематични, и ќе афектираат здравје? Конкретно, ќе убрзаат појава на метаболен синдром? Медицината не забранува конзумирање алкохол, значи тоа апсолутно во сите водичи стои.
За мене лично најголемиот проблем е кога лицето навлегува во метаболен синдром со хиперкалориски внес на блага храна и во исто време конзумира повеќе алкохол. И сега каде е тука, нели, на границата? Масниот синдром има две дефиниции, алкохолен и неалкохолен. Алкохолниот треба да внесувате над 25 грама, да речеме, дневно, за да кажеме дека е алкохолен. Меѓутоа, вие дека ги спиете без тоа, не знам, 2,5 чаши вино, 3 така. Да. И ако не сте внесле преголем калориски внес на шекер, тоа не е толку страшно. Ама ако вие сте внесле денеска 20-30% повеќе внес на шекери, него тоа што може да го потрошите, и плюс внесувате алкохол, повеќе од таа граница, веќе имате проблем. И тоа е фактички една миксна форма на замастување, каде што и алкохолот и шекерот заеднички, како двајца близнаци, си го прават ефектот кон замастувањето. И тука сега што е проблемот, имате зависност шекерна, која што е од внесот на храна богата со шекери, јаглехидрати, но имате и зависност од самиот алкохол. Меѓутоа тука имате две компоненти. И шекерот, да не забораваме дека алкохолот има голема количина на шекер, поготово домашните вина и раки, кои што имаат многу повисок процент на алкохол и со тоа фактички имаат и поголема калориска вредност за 20% неголи конвенционалните. И на крајот имате зависност од самиот алкохол. И тоа се фактички два моменти кои што за жал нас не ни се допаѓаат. И сега тука е прашањето, ако пристапиме терапевски, што како би решиле? Да, пошто не можеш да му речеш на човек не јади мрсно, не пи алкохол. Тоа е некако... Вие треба да го решите проблемот така да се намали се вкупниот внес и на шекер и на алкохол, нели во позадина, а да при тоа не ја испровоцирате зависност. Тоа значи дека балканскиот рецепт е најдобриот за метаболен синдром. Си седиме, си пиеме и си мезиме во исто време, и тоа така похована даска, сувомеснато, и е практично спојот кој што И шекерите, види, например, еве не мора да е само даската, ние се фекаме за даската, например, никој не се феќа за шекерот. Мене тоа, например, многу пати ми паѓа во очи. Вие седнувате на просечна прослава, да кажеме, на Балканот, ќе внесете се што е од меснати продукти, ќе јадете, не знам. Меѓутоа никој не спомнува колку сок ќе спиете. Еве имате на пример половина луѓето не пијат алкохол, така. Тие седнуваат ќе спијат пола литро благ напиток. Тоа не го рачуна никој. Тоа не е дел од нели пиењето, некој ќе спие литро вино, некој ќе спие литро сок. Значи мала ви е разликата, никој не води сметка што се внесува после оброкот. На пример, еден од најголемите проблеми во правењето на зависност и замастувањето, на пример, е се така начинете снекови или ужинки. И тие прават најголемо забрзување во замастувањето и правењето на зависност. Кога се тие најчести? Па навечер. Работиш до 4-5, така доаѓаш дома, правиш грешка, не доручкуваш, јадеш 12-1 прв обилен оброк, денот физички тераси работи, нели, влегуваш во хипогликемија, доаѓаш дома колку во 5, во 6, го отвараш фрижидерот и од него вадиш се, или влегуваш во фрижидерот, се затвараш и јадеш. Ама проблемот е кога те у 6, во 7, седнеш по телевизор. И ти во 10, 9, 10 пак ти се пријадува. Пие некој сок, некој ќе се напие виски, некој ракија, некој ќе пие благ сок, некој ќе јаде благо. Фактички измеѓу оброците се оние кои што исто така се голем проблем. Фаворизираат зависност, фаворизираат замастување и многу побрзо одат кон влошување на метаболниот синдром, а тоа е појава на дијабетес. Нели? Сега тука пример добро прашање е што е полошо? Преддијабетес и инсулинска резистенција од една страна, која што е независен ризик фактор за васкуларни заболувања, нели? И дијабетот да ги ставам. Или покачените масноти, кои што се патолошки, поготово таму што ќе се спровоцираат тие полиморфни мутации и ќе работат паралелно на тој васкуларен зид, па ќе спровоцираат понатака артериосклероза. Плюс на страна тие замастениот синдром кој што може да искомплицира да отиде во стеатофиброза делот луѓето. А се уште ние во скоро време сум сигурен во наредните години ќе излегуваат сите тие лоши ефекти од метаболниот синдром, тој многу се фаворизира, што речете во последните 10 години, дека јас работам скоро 20 години ултразвук на абдомен, односно на цендроб. Јас кога почнав да работам пред 20 години, 18 години, немавме многу замастување.
И имавме кај пациенти кои што имаат дијабет, тоа е очекувано, нели? Меѓутоа, младата форма што имаме ние кај луѓето во втората декада, тие се проблем. Да не зборувам, ние сме имале деца на возраст од 12 до 14 години кои што имале замастување кои што било стравотно. И во прашалникот, према родителот кога прашуваме како се хранат, станува збор за деца кои што година, 2-3 се хранат строго на фастфуд. Дури имавме 2 деца беа во дел од класот кој што правеле компетиција на одморот кој ќе зеди повеќе бурек со хамбургер. Чисто да го мислам, тоа не е тоа пример за сите деца, но... ама сакам само да го потврдам фактот на науката дека токму таа храна го фаворизира и го поддржува замастувањето, она што ме постави го прашање, нели? Да, затоа е тивка пандемија, пошто се поише се спушта на помладите генерации на луѓе, кои што Тие се две пандемии кои што одат паралелно баш сега во предсет на Конгресот интернет што го прави, имаме таква една сесија, имаме една сесија, тоа е масен синдром, паралелната пандемија, нели, на дијабетесот. Нели, и тие се две некако тесно поврзани. Така е, точно така и фактички ние нашиот консензус е здруженијата за обезитас, дијабетес и за масен синдром хепатолошки. И тоа така треба да биде реално, тоа не може да се работи, нели, само од една страна. Веќе многу одподавна знаеме дека тука мора да се размислува на сите фактори кои што допринесуваат. Фактор за овие, нели, со староста нормално дека доаѓаат и болестите некако, нели, сме со возраста би рекол. Со возраста, да. И се тука има и една ја еве чисто и да ве запознам со татко ми, да речем, имаше дијагноза рак на простата. Тоа беше пред 12 години. Се оперираше, пошто беше у прв 6 нели стадиум што го викаат, но се префрле на коски, примаше терапија. Од терапијата side effect се случи вилицата долна да се распаѓа, имаше 3 дополнителни операции на максилофацијална. Животниот стил драстично се смени, што многу помогна да до ден денеска е жив, но пред 5-6 години се појави успати Алцхаймер со деменција, која што веќе влезе во стадиуми кај што заврши у јануар, заврши у старечки дом и практично и така почна и мојата приказка на инволвирање и допринесување во оваа индустрија на фитнес, велнес, здравје, бидејќи некако најдов значење во тоа дека сакам да им помогнам на луѓето да одложат, бидејќи животниот стил одлага појава на болести. Тоа е правиот збор, одложување. Но сведок сум и на, фала Богу што татко ми прифаќаше промени во животниот стил, и најверојатно и затоа 12 години се продолжи животот, но што има многу возрастни луѓе кои што живеат со ставот помина моето, тек сега ли ќе менувам нешто. Колку тоа држи вода во контекст дека, нели, меморизирало телото, па џабе што и да правиш, или е тотално погрешно и себично, можеби, затоа што на крај на денот оставаш позади себе луѓе кои што ќе им бидеш терет, така? Ако си болен и ако станеш уште поболен или поболна, си нечи терет на луѓе кои што можеби си у помлади години, кои што треба да те мислат, да стрепат, уште колку ќе живееш, уште да не те најдеме, знаеш, тоа се мисли кои што се реални, кај мене се јавувале, кај секој се јавува, особено за родител, за човек кој што го сакаш. Колку е тоа, знаеш, можно ли е човек, по татко ми е, знам дека е можно, но еве пред да се појави болест, ако почнат да светат овие сијалички кај личност на 60 години, на 65, на 70, дали може да се вратат наназад? Со животни. Добро, сега тук имаме повеќе примери. Генерално, немаме ние во медицината градација према годините, бидејќи кондицијата е различна. Нели имате вие индивидуи кои што на 18 години изгледаат фит. Така. Одлично. И имаат една таблетка и толку ретки се тие, се поретки за жал. Доминантно луѓето во таа 6-та декада имаат добра кондиција. И тука вреди човек да внимава на животниот стил. Прашањето што да се смени е тоа што е тешко, и многу пати доаѓам во конфликт во мојата работа токму со генерацијскиот јас на апропо твојот коментар, најчесто родители, деца, кога децата сакаат да вложат за својот родително помош, што апсолутно го почитувам и така треба да биде. И
индиректниот отпор кој што се јавува на родителот, кој што отпор не е можеби толку многу за да се контролира, колку што едното не може да го спроведе она кое што го бараат од него децата. И тука мислам дека лекарите се клучниот фактор како треба да се постави во таа ситуација, кој е модусот према дадената здравствена состојба. Што подразбира тоа? Ако имате вие татко на 60-70 години, само што се пензионирал, нели година-две после пензија, во добра кондиција, реално тоа е индивидуа кој што треба да си го среди здравјето. Ако има нерегулиран притисок да се зарегулира, маснотите да се регулираат, да се видат другите параметри нели од метаболниот синдром, да се направи превентивен преглед за простата, нели да се направи скрининг, едно ехо да се види, да се направат туморски маркери во таа рутинска постапка, ќе се направи ехо на стомак, ќе се направи можеби скрининг некој за васкуларни заболувања и ќе се направи една генерална проценка. И кај таа индивидуа вреди да се инвестира. Промените мораат да кореспондираат со многу работи. Да кореспондираат со финансиската состојба прво на фамилијата. Психосоцијалниот момент е многу битен. Брачниот статус на индивидуата. Дали се живее во стан, дали се живее во село, во приградска средина. Ако советувате вие, да речеме, физичка активност, каде ќе се обавува, на кое место. Значи, тука има многу фактори кои што влијаат како тоа би се спровело. Одговорот е многу повеќе во фамилијата и во лицето, него ли во докторот. Меѓутоа, ние лекари мора да посочиме што е она што му е битно од здравствен аспект. Вие го имате авторитетот да може Точно така, и да го дадеме советот и се разбира понатамошниот текст со мониторинг на тој пациент да одиме кон еден квалитет на живење. И тука можеме да кажам дека имаме одлични искуства за таа група на пациенти, каде што ги ставаме во еден контролен мод и стварно не правиме преголеми промени можеби во животните навики, да посочуваме ако се конзумирало премногу алкохол да се намали, да речеме, ако во храната доминирала многу блага храна да се регулира, немале физичка активност ги мотивираме со пешачење, кој може вози велосипед и така натаму, кој има дома двор, работи во дворот, во градината и така натаму. Нали се бара модусот кој што за него е прифатлив и тоа така треба да биде. После 75-та година е се потешко. Зошто бидејќи како што ти спомна, веќе доаѓа до ние викаме психички промени кај човекот. Тука се деменцијата, алцхајмерот, нели така натака. И тоа е реалност во нашето опкружување. Тука одлуките се тешки за сите. И за фамилијата, па и за самото лице кое што е болно, за жал таму комуникацијата не е многу оттежната, нели? Друг факт е дека ќе тие индивидуи често пати доаѓа до заболување каде што лекарот ќе биде многу треба да биде повеќе свесен дали нешто ќе пропушти или не, бидејќи пациентот често пати и превидува што се случува, не може да каже. Фамилијата некои работи ги забележува, некои не ги забележува, нели, пример, лицето слабе, губи на апетит, не јаде. Често пати самата болест можеби тоа ќе го провоцира, но можеби во позадина ќе работи некој малигно. Треба и на тоа да се размислува. Значи тука се веќе финеси кои што мора лекарот навистина да биде, нели, темелен, но во исто време би рекол да биде и прагматичен. Значи да не се прават премногу дијагностицирање, тука да се види што е она што, нели, влече и на која страна влече. Тоа се вие комплексни ситуации, тука немаме ние точен одговор, нели, и тука пристапот е мултидисциплинарен, тука влегува во игра и психијатријата, неврологијата, интерната медицина, исто во прашање, нели, доаѓаат, нели, други специјалности кои што не се на испомош. Фактот е дека интерната медицина го води сегментот, меѓутоа веќе тука влегуваме на специфично поле. Така да генерално, нели, во таа насока би се движеле во поглед на возраста, нели, и болестите како би оделе. Спомнавме денес храна, спомнавме алкохол, малку физичка активност, процесирана храна, генетика. Каде е тука според вас социјалниот живот? И така, можеби самотијата, консумирање на информации погрешни, можеби, социјализација со, можеби, погрешни луѓе или непогрешни луѓе. Што зборува, интерната медицина, за дали постојат некакви линкувања на тие аспекти? Постојат огромни линкувања, вебинарите и настаните кои што ги правиме во рамките на таа Европска федерација баш го работат и овој домен, нели, покрај синдромот на преработеност кај здравствениот сектор, работиме и во насока, нели, на пациентите каде се тие во оваа, да кажеме, социјална и социолошка динамика, нели, односно каде се медиумите и социјалниот живот, нели, на граѓаните. Факт е на работа дека 21 век
2022 година го носат предизвикот на социјалниот живот преку медиумите, нели, социјални, и тука навистина ќе ни биде се потешко на нас лекарите, поготово интерната медицина, бидејќи тие многу тежниот кон оној седентарен тип на живење што го спомнати, и тука младите генерации се повеќе го фаќаат тој тек. Тука мора да се влијае многу повеќе преку, нели, повисоки системи, инстанции како што се стратегија на државите, на школите, нели, физичка активност кај децата, родителите, значи максимално да се отргнуваат децата од преголема употреба на телефони, компјутери, таблети и така натака. Факт е дека ајде ковидот ќе го трдам на страна, тој не беше пандемија 2 години, сигурно ќе заврши во нека блиска временска инстанца. Битен е моментот на тие, да кажеме, депресивни состојби или анксиозни состојби кои што ги имаме кај луѓето, поготово младите. За жал тука постои онаја вајс верса оска или оска од депресијата према масниот синдром и масен синдром, нели, према депресијата, према анксиозноста, бидејќи самиот метаболен синдром генерира таква анксиозност. Зошто? Бидејќи таму нивото на тие слободни радикали е се поголем, немате добра кислородна потрошувачка, организмот легува во еден повеќе, да речам, анаеробен место аеробен метаболизам, кој што преку низа на механизми, тоа се хормонски механизми, поврзани со хипофизата и така натака, нели, доведува до еден се повеќе седентарен тип на живење. И за жал ке тие луѓе, често пати работите се неповратни, поготово ако влеземе во ниво на обезита за 2-3, каде што имате, нели, body mass 35-40 и така натака, што едноставно начинот да се справите е да се пристапи многу повеќе мултидисциплинарно, таму веќе се прават и, нели, хируршки интервенции за, нели, намалување на тој желудник, програми, нели, во фитнес слабење, едноставно тоа се веќе многу потешки состојби, меѓутоа фактот дека до нив се доведува токму преку ваквиот социјален живот. Индивидуите кои што имаат развиен социјален живот во физичка смисла, нели, имаат квалитет на живење и се надевам дека ние се после ковидот ќе го интензивираме тој тип на живење. Тука треба да се внимава многу околу тоа колку и до кога ќе јадеме, ќе пиеме, нели, и така натака. Она што мене ме радува во последните години, па би рекол цела деценија, што веќе се повеќе имаме пробив на здравиот животен стил, каде што луѓето се повеќе се активираат преку физичката активност во секојдневното живење, и медицината има токму таква интенција. Одам на работа пешки, одам на работа со велосипед, користам по теретана во сала, одам 2-3 пати по пола саат, чугирам покрај кеј, се качувам на водно во текот на недела. Значи веќе луѓето се повеќе го имплементираат тоа, и тоа ме радува, бидејќи тоа се навиките кои што ќе се пренесат према новите генерации. Факт е дека за дел од луѓето ќе биде тешко тоа, нели, но реално ние не можеме да влијаеме на 100% нели од граѓаните. Но еве со секоја ваква, да кажам, секој подкаст, емисија, твои напори, мои напори, напори на медицината, на твоите колеги, нели, генерално ќе се подигне, ние викаме, свесноста, нели, и ќе се направи мотивација кај луѓето да дел од ова го применат, нели. Денеска овој подкаст ќе си го земе тоа што на него му треба. Апсолутно. Докторе, и као за, еве, да, една завршница, пошто секојдневно работите со пациенти у поликлиниката, што е она у поликлиниката што можеби ве прави уникатни од аспект на работа или од аспект на тим или технологија или можеби сплет на тие три работи? Што не прави уникатни? Па прво не прави уникатни што сме фамилиарен бизнис. Второ е што... Значи многу искуство. Да, многу искуство. Значи 2-3 генерации сме веќе на нулеви. Она што не прави уникатни е тоа што сме посветени во примарната превенција. Значи доменот ни е педиатрија, гинекологија и рана превенција кај луѓето со метаболен синдром преку интерната медицина. Веќе во неа имаме една апликација која што ќе биде токму во таа насока. Значи поставена да се прати здравјето на луѓето. Фокусот ни е да ги решиме сите можни проблеми на едно место кај пациентите. Не е лесно, тешко е. Нели, често пати имаме поголеми побарувања, нели, меѓутоа од друга страна па и реално не можеме да одговориме во сите сфери. Но факт е на работа дека метаболниот синдром е премногу обемен и тука мора да се работи многу по да кажам упорно со сите пациенти. Така да удикателството не е токму во тој сегмент, би рекол, нели, раната превенција, нели, препознавањето на болестите, лично работа во доменот на генетското препознавање, нели, кои пациенти имаме можност за рано појавување на некој васкуларен инцидент, нели,
Голема е борбата да се променат навиките, работиме во таа насока, нели, се консултираме, нели, со други специјалности кои што работат во доменот на промената на животните навики, нели, фитнес инструктори, нели, оние кои што работат повеќе во диететиката, така да работата ние да ги насочиме пациентите. Можеби ние не можеме се да решиме во моментот за пациентот, меѓутоа информацијата кој каде ќе отиде и што ќе направи, да речеме, е тоа што ни е битно, е да речеме Феникс, домот за стари лица, например. Често пати ни се барат информации за пациенти каде да ги сместиме, нели, така да мојот пулна работа во интернетна медицина е широк и нели ги користам сите битни информации и институции кои што навистина работат квалитетно и добро за да го решам проблемот на пациентот. И драго ми е што не е само окей, ти си за ова, рецептот, терапијата с Богом. Туку е поише и влијание за да не дое до тоа и Токму така, да. и помагање за да се врати процесот можеби до одредено И ниво. насоката да се даде каде да се отиде по него е многу битна. Вие можеби нема да го решите проблемот. Апсолутно. Меѓутоа да го дадете правиот одговор каде да заштедува на пациентот здравје, првенствено, време и на крајот финансии што не се битни на сите. Супер. Докторе, мене ми летна скоро 1 час. И мене. И може уште многу да си разговараме, ама ќе оставиме за некоја друга епизода. Фала ви уште еднаш за прифатената покана и за однака баш мотивирачкото и експертско излагање и се надам ќе се дружиме у следна епизода повторно. Благодарам на поканата, ми беше задоволство и ве очекувам нова покана, можеби на друга тема од мојата област. Апсолутно.